Кулминираат незадоволството и револтот кај македонските тутунопроизводители. Онеправдани и изиграни од откупувачите, тие од денеска повторно ги активираа протестите, кои во изминативе неколку дена беа ставени во мирување. За да се поколебаат, не помогна ни вчерашната средба со министерот Хоџа, па сплотени како никогаш досега, пелагониските тутунари утринава 2 часа го блокираа патниот правец Прилеп Градско, од каде ги повторија своите барања, реална проценка на родот, запирање на кинењето на класите и укинување на погубната 4-та класа. Да отстапат тутуно откупувачите од 4-та класа и сите сум сложен дека ќе се сложат со тоа, дека просекот ќе дојди од 190, минимум 180 велам. Поединка договор да се постигни цена, минимум цена од 180 до 200 денари. Хитно да си најде и државата механизам да го спречи овој грабеж што се случува на тутунопроизводителите. Во овој момент тие одолговлекуваат, но свесни сме, ние му ја свативме играта и нема да отстапиме. Нам ни е сосем сеедно дали ќе умриме од настинка, корона или грип. Или од глад. Значи, ако е потребно, до идната нова година ќе блокираме цела држава. Цела година работиме. За 20 до 30 минути некој на кантар по наредба треба да не изгори, да не одери кожинката и да си одиме дома со по 100 денари за кило тутун. На денешниот протест тутунарите покажаа голем револт и кон председателот на Сојузот на земјоделски здруженија Менде Стомнаровски, од кого побараа дури и оставка, бидејќи и покрај тоа што во претходниот период тој наводно ги поддржуваше тутунарите, сепак денеска не се појави на протестот. Господинот Менде ќе го насочам како бранител наш законски, кој ние одвојуваме 0,35% од сумата на пари што нас ни се одбиваат во откупните белешки, пише во Сдружение за тутунари точно 0,35%. Математички пресметано тоа е 20 до 25 милиони денари. Инаку, напоредно со протестите, денеска продолжи и откупот на тутунот, со цел да се види дали сепак откупувачите ќе отстапат пред барањата на тутунарите. Протестите продолжуваат и утре.